Ново издание на Тренинг, добро вечер. Христијан Мицковски доби мандат да ја состави идната влада во која би биле ВМРО ДПМН, Вреди и Знам. Лидерот на ВМРО ДПМН успеа да ја консолидира партијата и да победи со досега најголем број на пратеници. Тоа не е резултат само од слабото и неодговорно владење на СДСМ и ДУИ. Дипломатите пак внимателно следат дали на издадениот сертификат стои подписот на претседателката на Република Северна Македонија под државниот печат со новото уставно име. Сад и Европската Унија, како и партнерите и соседите, ќе следат како новите власти во Скопје ќе се однесуваат кон преземените обврски. Ке домашната пак јавност, очите се вперени колку брзо ќе почне реализацијата на изборните ветувања. Како по правило во првите месеци, во битката со масовниот криминал и корупција, се очекуваат лабински ревизии на јавните финанси, но и на јавните предпријатија. Тие веројатно се легло на домените клиентелисти, кои парите ги трошеа за себе и за партиите на власт. Потоа за очекувањата и серијата предвидувања и очекувања за реалните искушенија во делот на судско-обвинителската работа. Ова е само најава на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Ајде што ќе гледате. Вие имате едно ветување, коалицијските партнери си имаат спротивно ветување и влегувате во влада. Се како ќе ги ускладите, не очекувам да биде така лесно како што владата се формира релативно брзо. Веројатно ќе има искри. Со кого ќе разговарам сега? Со градоначалникот на Гостивар или со министерот за здравство? Со многу шанси ќе бидам иден министер за здравство. Каков е вашиот став на најавата на мандатарот Мицковски дека во Македонија ќе влезат 1 милиарда евра? Ова е изборна измама. Не кажувате во кампањата, имате 1300 мерки дека ќе се задолжите за 1 милиарда, само што завршуваат изборите, викате ќе се задолжам за милиарда. Се изнајде решение Скопје-Софија, веднаш може да поминат уставните промени, што е предност во однос на претходната влада. Се замислете, вие седнувате во НАТО 31 членка и се јавува таму грчкиот представник и сака да декларира државата што седи тука која е. Господине Поповски, на што се должи изборното фијаско што го доживеа Социјалдемократскиот сојуз? Во СДСМ имаше пропусти што не беа добри и кои не требаше да останат заради нешто друго, туку требаше веднаш да се сменат. Дали сме ние блиски народи, но различни јазици? Със сигурност сме близки и със сигурност двата езика се различават най-вече защото когато имаме сходни думи, слични думи. Лекар, градоначалник, потоа беше председателски кандидат. Еден од основачите на Алијанса на албанците. Во овој издание на Тренинг ќе разговарам со Арбен Таравари. Господине Таравари, со кого ќе разговарам сега? Со градоначалникот на Гостивар или со министерот за здравство? Актуелно разговарате со градоначалникот на Гостивар. Се додека не се избере новата влада, нормално ја имам позицијата за која што добив поддршка од граѓаните на Гостивар, така да актуелно со градоначалникот на општина Гостивар. Но по моите информации веќе полека се разделувате со вашите соработници во општината и се селите во Скопје во Министерството за здравство? Па, има реални шанси, значи нема дефинитивна одлука. Со многу шанси ќе бидам иден министер за здравство, меѓутоа сепак ми требаат уште неколку дополнителни консултации во партијата. Од што зависи дали ќе прифатите министерската позиција во здравство? Па разговараме во централното претседателство на партијата, разговараме и во општината, се прават одредени свот анализи, како е најдобро за партијата и за Влен, дали да се продолжи во општина Гостивар или во владата како министер за здравство. Меѓутоа, за мене уште еден многу битен елемент или да речам многу битна работа е дали граѓаните би гласале уште 2 пати до следните редовни локални избори, за мене лично тоа, бидејќи доколку јас бидам министер за здравство и за
5-6 месеци има гласање, например, во ноември, декември, за градоначалник и потоа октомври се идната година 2025 повторно избори. Во тој случај ја не би отишол во министерска позиција, бидејќи ми изгледа неискрено кон граѓанинот на општина Гостивар за една година 35.000 луѓе да излезат да гласаат два пати само за една година. Дали стартот на новата влада ќе биде проследен низ диоптријата на тоа не го даваме или не го прифаќаме уставното име Република Северна Македонија? Јас не верувам во тоа, бидејќи Устав Република Македонија има и уставното име на Македонија моментално е Република Северна Македонија. Ние во приватно разговарање и комуникација и може да користиме како сакаме. И јас често користам само Македонија, ретко Република Северна Македонија, меѓутоа сепак треба да бидеме свесни како луѓе кои што се експонираме, посебно во посебни настани, мислам дека сепак треба да се почитува уставното име на државата. До неодамна многу често инсистиравте, нагласувавте дека има потреба што побрзо да се спроведат уставните промени и да се внесат бугарите во преамбулата, но се чини дека како доаѓа до формирање на новата влада која ќе предводи господинот Христијан Мицковски, како да уставните промени стануваат во втор план, а сега ставате акцент на доброто владење и битката против корупцијата. Дали е ова обид за релативизација на потребата од уставни промени и дефокусирање на јавноста? Ја не се согласувам тука со вас. Мислам сепак дека топ приоритет на државата е започнување на преговорите со Европската Унија. И ако го прочитате првата декларација меѓу нас и ВМРО за следно владење, имаше 3 точки. Првата точка е Европскиот пат на Македонија. Втор столб или точка е економски развој на државата. И третиот столб на нашето идно владење е борба против криминал и корупција и правна држава. Така да повторно ја мислам дека топ приоритет на државата е да се одржи Европскиот пат на Македонија, што поскоро, толку подобро. Меѓутоа, треба да работиме сите заедно, да изнајдеме решение кое што ќе биде прифатливо, се надевам и за идната влада во Булгарија, се надевам да има стабилна влада и во Скопје да имаме одредени гаранции со кои што нема да се повторат повторно условувања кон Македонија. Повторувам, работиме интензивно, размислуваме, меѓутоа сепак тоа не зависи само од влен, повеќе зависи од идниот премиер, меѓутоа ние тука ќе бидеме да инсистираме и да го охрабруваме што поскоро да се случат уставните промени и да започнат преговорите на Македонија. Има ли некаква временска рамка договорено до кога би требало да се спроведат уставните промени? Сме разговарали и за тоа. Има одредени варијанти со кои што може и скоро тоа да се заврши, меѓутоа ја често сум кажал и во повеќе дебатни емисии дека тој ексклузивитет го има премиерот, идниот премиер на државата и се надевам дека да ги причекаме да завршат сега уште неколку дена се изборите во Булгарија и во европските избори. Се надевам дека да имаме интересно лето и да се изнајде некакво решение кое што би било прифатливо за Софија и Скопје, да го поминеме и да ги започнеме на вистина, не само декларативно, туку да ги започне преговорите со Европската Унија. Верувате дека може да се промени преговарачката рамка со Европската Унија? Не, тоа ја мислам дека е невозможна мисија, барем и тоа што го добивам како информација и од повеќето амбасадори во државата. Ние треба да изнајдеме решение кое што, велам, ќе биде ако Бугарија прифаќа во ред, меѓутоа тоа е работа која што треба да се смени. Веќе ние немаме работа со Бугарија, колку што имаме работа со Европската Унија, бидејќи преговорите ги започнуваме со Европската Унија. Така да ја мислам дека
постојат 2-3 модалитети кои што би биле прифатливи за Софија и Скопје за да ги започнеме преговори. Кога зборувате за модалитети, има решение кое е прифатливо за идниот мандатар за состав на новата влада? Па ние Кое сме може да обезбеди деблокада? Ние сме разговарале меѓу нас. Ја мислам дека има опции за кои што се размислува интензивно и се размислува дека може да биде решение кое што и многу брзо може да помине. Како очекувате или сте сигурни дека ќе бидете стабилна владина коалиција, пред се владина коалиција, а потоа и ќе го одржите коалицискиот капацитет натре во рамки на коалицијата вреди, ако земјата остане на периферијата од Европската Унија? Јас сум сигурен дека овој мандат не само дека ќе започнат преговорите со Европската Унија, јас сум многу оптимист дека може и брзо да течат тие преговори со Европската Унија. Оваа ќе биде нормално плюс за следната влада. Ја не се сомневам дека имаме искрени и честни намери сите што сме дел од идната влада, дека сакаме и да ги започнеме преговорите, меѓутоа не само да ги започнеме преговорите, паралелно да течат и реформи генерално во институциите и да се бориме искрено со криминалот и корупцијата и да функционира правната држава и да го реформираме образованието, колку што можеме да го одржуваме и да го развиеме здравството, така да овие да бидат паралелни процеси. Не да се фокусираме само на тоа дека ќе ги направиме или нема да ги направиме уставните промени. Позитивно со оваа влада е тоа што има бројки. Значи, доколку најдеме решение меѓу Софија и Скопје, не ни треба дали ќе најдеме уште пратеници. Тука се сите пратеници од албанска етничка заедница и овие што се опозиција, значи зборам за ДУИ, за да ги изгласаат, така да ако се изнајде решение Скопје-Софија, веднаш може да поминат уставните промени, што е предност во однос на претходната влада. Ја мислам дека генерално во Влен има добра хомогеност и соработка меѓу нас, така да и кохезивност, така да мислам дека со овие бројки што ги има владата, само ако се честни намерите, ја мислам дека без никаков проблем ќе се истера мандатот до крај. Дали сте задоволни од договорот со ВМРО ДПМН и со знам околу распределбата на министерските позиции? Веќе во јавноста е познато дека се договорени дури и вториот и третиот ешалон. Значи, договорот е, да речам, на крај. Ја мислам дека е коректна поделба на ресорите. Секогаш може полошо и подобро. Меѓутоа, сепак мислам дека во однос на целокупната ситуација во државата и во однос на бројките што ги имаат сите во таа коалиција, мислам дека е коректна поделба. Не е многу битно и бројките и институциите. Битно е луѓето кои што ќе раководат со институциите и битно е, за мене барем, многу меѓусебниот респект во идната влада. Значи, да се почитуваме и навистина да имаме искрени намери државата да оди напред. ДУИ ја обвинува коалицијата вреди дека коленичите за министерски места со досега најмал број на министри албанци. Во нашиот аналитички центар се направени анализи од владите од 2002 година, кога премиер бил Црвенковски, до втората влада на Ковачевски од 2023 година. И бројките не се ниту најдобри, ниту најлоши. Значи, многу полошо било 2006-2008. Зборам за стапеност на албанска партија во коалиција. 2020 година, например, претходната влада, кога Заев беше премиер, исто ДУИ имало 5 министри и еден заменик премиер, и исто имал председател на собрание. Истото е сега. Значи, има председател на собрание, 5 ресори
и двајца заменици министри, што мислам дека е многу подобро отколку што Дуи имало 2020 година, а тоа што имаше со Ковачевски во владата на Ковачевски 1 и 2, тука навистина имаат подобри бројки. Меѓутоа 2008 година, 2011 година бројките на застапеност на Дуи во владата и во институциите е многу помала отколку застапеноста на Влен. И друга работа која што е парадокс, во меѓувреме додека ние преговараме, вие сигурно сте прочитале, а ние имаме и информации дека Дуи се понудени на ВМРО да влезат во власт без председател на собрание и само со 4 министерски места. Меѓутоа ова е ирелевантно и не треба да се дискутира. Ја мислам дека убаво е за Дуи, за албанците во Македонија и за државата што тие конечно ќе бидат 4 години најмалку во опозиција. Господине Таравари, оно што се наметнува како прашање покрај потребата од уставни промени, едно од вашите барања во програмата на коалицијата Вреди е бришење на формулацијата 20% од граѓаните кои што... Дали за ова прашање ВМРО-ДПМН е согласно при промената на уставот да се избрише таа формулација? Видете, декларативно повеќе пати ја мислам дека и Мицковски, и Зоран Заев и Ковачевски кажале дека не е тоа некаков проблем. Периодов е деликатен. Ние треба да бидеме внимателни овој период. Нормално ние ќе инсистираме на тоа дека 20% треба да се тргне од употребата на албанскиот јазик. Тоа е нешто што е право кое што го имаат албанците со уставот од 1974 година. Тогаш јазици кои што се користеле во Социјалистичка република Македонија биле македонскиот, албанскиот и турскиот. Така да ја се надевам дека ќе изнајдеме решение и тоа да се реши и да се тргне тоа што за нас, да речам за албанците, е фрустрирачки. Јазик кој што го користат 20% од население, зошто не стои албански јазик. Например, во општина Гостивар Турци има 12%, позади мене стои и турското знаме, и турскиот јазик е официјален во Советот на општина Гостивар. Значи, треба да бидеме толерантни и да ги почитуваме, тоа е богатство на нашата држава. Што повеќе јазици имаме, толку поубаво за секоја општина и за секоја држава. Дали за ВМРО-ДПМН и за мандатарот Мицковски е прифатливо барањето што е дел и од програмата на Вреди, отворање на Албанска академија на науки и уметности? Видите, тоа стои во нашата програма, не е Албанска академија, туку тоа е како институт која што би ја вршел функцијата на научна и уметничка работа на албанците во Македонија. Видете, кога одредена институција е, како да речам, барикадирана, не може секој, туку е ексклузивно друштво на одредени луѓе кои што избираат кој може да биде меѓу нив. Алудирате на Македонската академија на науки и уметности? Ману, не сакам да кажам дека таму нормално и се луѓе кои што и заслужуваат, меѓутоа некако е елитно друштво кај што се избираат по нарачка луѓе, а не по заслуга. Моје мислење, може би грешам. Меѓутоа, господине Таравари, во Македонската академија на науки и уметности има и искусни и квалитетни академици кои се по албанци по етничка линија. Дефинитивно да, ја не реков дека нема. Меѓутоа некако се избираат не баш тие кои што заслужуваат, туку тие кои што повеќе им годат на тие што се внатре. Бидејќи ја не велам за сите тие академици што се албанци, секоја почит, секој респект, меѓутоа мислам дека има многу подобри и поквалитетни луѓе кои што за жал не можат да бидат избрани, бидејќи има некаква селективност. Така да ваков еден институт би било добро да има во Македонија, меѓутоа ќе видиме во периодот кој што е пред нас дали може да се организира и официализира да има институт во која што ќе се развие, да речеме, како што е институтот за како беше културна заштита на албанците, ако не се лажам, да има еден институт за развој на наука и на уметност.
Рековте во текот на разговорот дека 80 пратеници се има во секој време според овој распоред на силите во парламентот и дека нема да биде проблем да се донесат уставните промени. Дали тоа значи дека гладко ќе оди и носењето на законот за влада со прекројување и формирањето на новите министерски ресори? Јас се надевам дека да. Видете, секој кој што доаѓа премиер начелно си има право да се реорганизира владата како што мисли. Ја мислам дека ќе има поддршка и од опозицијата, бидејќи нема нешто спорно. Дали труд ќе биде во економија или труд ќе биде во социјална работа, дали ќе има агенција за млади и спорт, дали ќе има министерство за спорт, тоа е одлука на идниот премиер. Така да тоа е многу легитимно и никогаш немало проблем кога секој премиер си имал своја идеја како да ја организира владата. Ја мислам дека ќе има поддршка и од другите политички партии. Доктор Арбен Таравари, 2000 лекари, специјализанти се уште чекаат вработување, а веќе се прогнозира дека од државата недостигаат или во државата недостигаат над 4000 лекари, па и медицински сестри. Во здравството ни се случува сериозна хаварија. Земја која претендира да биде членка на Европската унија, речиси 2 недели не работат хируршките клиники. Дали овде не зборуваме за крак на целокупниот систем? Да беше само во здравство, ќе беше добро. Ќе се фокусиравме само во здравство. Ние имаме деградација и девастација на сите институции, јавни институции, за жал. Македонија Во сите институции, државни, меѓутоа да не забравиме дека и вие споделувавте дел од таа одговорност во извршната власт во одреден период. Да, само ја бев министер за здравство 3 месеци и последниот период кога излеговме од влада околу 8 месеци. Се обидовме да дадеме максимум што можеме. Да беше само здравството, ќе беше добро. Образование исто, внатрешни работи е исто, надворешна политика е исто, труд и секаде. Македонија е држава на парадокси. Имаме најелитно и најдобро приватно здравство во регионот. Значи нема приватни болници ниту во Албанија, ниту во Грција, ниту во Бугарија, ниту во Србија како во Македонија. И имаме најлошо јавно здравство во регионот. Значи збориме за исти луѓе. Тие доктори и сестри работат и во јавното и во приватното здравство. И како може приватното да биде толку убаво и добро и елитно организирано и јавното здравство да биде толку лошо? Ја мислам дека државата овој период треба да се фокусира само на јавното здравство. Не велам дека не треба да постои приватното. Треба да постои. Меѓутоа, да биде што помалку субвенционирано од државата и да се фокусираме на подигнување на јавното здравство. Тоа е скоро многу тешка мисија. Јас не велам дека ќе го оправиме здравството и ќе биде најдоброто во регионот за 2 години. Меѓутоа, барем да започнеме таму кај што не функционира, а во повеќе места не функционира, да почнеме полека системот да започне да функционира. Ако вие давате над 60-70% на здравствени услуги само во Скопје, зошто ви стојат и функционираат болниците во периферија? Прво што треба да се направи е, не ни треба луксуз во здравството. Значи, ако има и економски и организацијски директор, ја мислам дека меѓу првите одлуки кои би ги донел како министер за здравство би било укинување на економските директори. Спојување на клиничкиот центар. Тоа го започна и бившиот министер Фатмир Меджити, меѓутоа не успеа бидејќи го сменија. Оти ние излеговме со албанската опозиција во Македонија и спојување на болниците и децентрализација на здравството. Значи, регионализација на здравството. Да развиеме добри, квалитетни регионални клинички центри. Господин Таравари, ви благодарам за издвоеното време и за интервјуто. Ви благодарам за можност. Арбен Таравари, еден од лидерите на коалицијата Вреди.
Следите Трилинка во продолжение. Соговорник ќе биде еден од основачите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, поранешен министер за финансии, екс-спикер на Собранието Никола Поповски. Добре дојдовте, господин Поповски. Добро ве најдов. Мандатарот Христијан Мицковски го доби председателскиот аграман од господјата Гордана Сијановска-Давкова. Кои се вашите очекувања од идната македонска влада и кои треба да бидат приоритетите? Па приоритет за нив ќе биде тоа што тие го ветувале. Имаат лесен почеток со релативно големо мнозинство во парламентот, некаде близу до 2/3. Ќе можат се што мислат дека е можно да направат, да го направат, имајќи предвид дека таа влада ќе биде придружена со председател кој е близок до нив и со локална самоуправа која 80% е во нивни раце. Што значи дека предпоставките за владење, скоро двотретинско мнозинство, влада стабилна, председател на држава, општините се е во нивна власт, ќе може да остварат. Тоа што мислам дека на почеток се појави како неочекувано е дека тоа што го лесно ветувате пред гласачите не е прифатливо од сите околу вас, особено во државата и надвор од неа. Сега, тој процес на усогласување на ветувањата, прво со коалицијските партнери, пошто вие имате едно ветување, коалицијските партнери си имаат спротивно ветување и влегувате во влада. Сега, како ќе ги ускладите, не очекувам да биде така лесно како што владата се формира релативно брзо. Веројатно ќе има искри. Секој ќе се инсистира на своето. А второ, согласувањето со окружувањето на Македонија, тесното и поширокото, очигледно ќе биде потешкиот проблем, кој веројатно ќе им надвисне на глава многу посериозно отколку што се надеваа на почетокот. И не само на нив, и на председателката на државата и на другите. Така што во тие така наречени лесни услови внесува собствени 2-3 клинови на почетокот или внесуваат, да речеме, што нема да им биде така лесно во иднина. И СДСМ пред неколку години беше во комотна состојба, бидејќи имаше, говорам, парламентарно мнозинство двотретинско, па Црвенковски тогаш зажали за таквата супериорна победа. Дали е тоа предност или ризик пратениците да не си ја прифатат политиката на скромност и ефикасност, особено во носењето на одлуките во Собранието? Па и едно и друго. Ризик е затоа што можете да помислите дека ништо не ви е забрането. Новата власт прилично отворено два пати кажа дека сака да ги реконституира судските органи, судски совет, обвинителски совет, што значи дека сака да ги пушти своите пипци, да речеме, подалеку од извршната и од законодавната власт. И тоа е веќе е комоција. Значи, уште на неформирана власт со самата голема победа е комоција дека сега ќе продолжиме во другите видови на власт и тоа може да ги занесе, нормално. Таа еуфорија со некои национални прашања од типот на колоквијалната употреба на терминот државата во која живееме, Македонија и така натаму, но сега користењето на тоа во институциите на системот и во меѓународна употреба вербална создава дополнителни проблеми, така. Така што таа комоција не верувам дека ќе имаат. Дури и мислам дека проблемите со кои ќе се бават во иднина, 60-70% може да бидат проблеми на кои воопште не ни помислувале во време на кампањата опозиција, а ќе им се наметнат како главни. Дури таа комоција што бројчано и демократски имате во Македонија, таа не важи надвор од Македонија. Вие одите во Европска унија и таму вашата бројка во Македонија не важи. Вие морате да се усогласите со нив. А тоа усогласување ми делува дека ќе почне да оди наназад. Пошто се створија предпоставки да Европската унија и особено две држави што имаат близок контакт со нас, Грција и Бугарија, ќе не посматраат под лупа. И се што правите дома, таму може да не биде прифатено. И тоа нема да биде баш лесно. Но да видиме, да оставиме времето да покаже. Сметате ли дека со ваквиот став на новата владеачка гарнитура, ВМРО, ДПМН, па и изборот на председателката Сијановска за шефица на државата
и позициите и ставовите од аспект на преспанскиот договор и спогодбата со Бугарија може да предизвика наместо побрза интеграција на земјата да се доведеме до состојба на самоизолација. Па нема да биде тоа само изолација, ако дојде тоа ќе биде изолација. Ние нема сами да се изолираме, ќе ни изолираат тие нас. Ќе ни речат дека не можете вака да продолжите. И тоа е Демоклов мач врз Македонија веќе. Затоа што видете, например, јас убаво сеќам на премиерот Караманлис 2007-2008. Тоа исто неа демократија беше, кога излезе во грчкиот парламент и рече дека има само два начина и вака покажа со прст. Или ќе го смените името, или нема во НАТО да влезете. И се случи тоа. Никој внимателно не го слушаше дека он ќе стави вето. Сега овој премиерот Мицотакис повторно веќе отворено соопштува дека вашиот пат до Европската Унија води преку Атина и дека прашањето ќе го отворам и во НАТО. Се замислете, вие седнувате во НАТО, 31 членка, и се јавува таму грчкиот представник и сака да декларира државата што седи тука која е. Ние сме примени под едно име, кои сме сега во моментов. Самиот факт што тоа ќе го отвори, кај другите 30, ќе предизвика веќе едно, знаете, со овој проблем ли сега ќе се бавиме. И тоа постојано ќе биде едно камче во чевелот. Па исто во Европска Унија, исто во сите, тие ќе добијат поддршка од бугарите преку ноќ. Значи, дури бугарите сега ќе се повлечат месец, два, три, да видат колку Грција ќе биде офанзивна кон нас, и секогаш кога треба вториот соговорник да се јави, ќе се јави Бугарија. И веќе кога 30 се јавиле првиот и вториот, тука веќе завршува, знаете. Ќе преовладува мислењето. Да се надеваме дека владата малце ќе го омекне ставот. Но овие 2-3 дена изјавите на Мицковски, кој кажа дека јас вербално ќе го користам терминот Македонија, упатува дека ќе го користи вербално терминот во меѓународна и во домашна институционална комуникација, во собранието, што е малку проблем за ова прашањето вие што го поставивте, дека може нема се бават они со проблемите со кои мислеле. Туку нонстоп ќе им излегуваат нови проблеми, кои не можете да ги игнорирате и ќе се бавите со нив. Новата влада ќе стартува веројатно кон средината на овој месец. Мислите ли дека во првите 6 месеци, максимум една година, ќе бидат усвоени уставните промени или стартната позиција и реторика на мандатарот всушност навестува дека ќе се фокусира пред се внатре, а кон надвор ќе бидеме во една статус-ко состојба? Ма мислам дека второво ќе биде. Дури да се случат уставни измени, тие нема да бидат такви какви што ги бара преговарачката рамка со Европската Унија и ќе бидат бескорисни. Мислам дека ќе направат уставни измени какви што ги бара Европската Унија, а тоа е барање на Бугарија, а тоа е барање на францускиот предлог, така, вака наравно, кои ќе бидат со преодна одредба дека тој амандман за тој член од Уставот ќе стапи на сила кога Македонија ќе стане полноправна членка на Европската Унија. Нешто така. И ќе речат, еве, ние имаме позиција, но Европската Унија не вели кој ќе станете членка, туку пред да почнете преговори. И дека тука ќе настане едно раздвојување. Или второто е неизведување на уставните промени. Како што вие го соопштите. И во двата случаи ќе биде проблем и ќе се фокусираат на домашните. Но Македонија е толку мала што фокусирање на микропросторот македонски е опасно. Без да имат интеракција со своето обкружување. Јас искрено, видите, Европска Унија направи на ова поле два не неочекувани и бизарни, туку два спектакуларни чекори. Почна преговори со Молдавија и со Украина. Мислам, шокантно делува, така? Да не ни се случи во метежов да отворат преговори со 3 од 6 или 2 од 6 држави кои останавме на Балканот. Тогаш овие останатите, ако останеме и во нив, ќе биде крајот на краиштата.
Господине Поповски, каков е вашиот став на најавата на мандатарот Мицковски дека во Македонија ќе влезат 1 милиарда евра? По моje мислење, таа мерка има таа најава, да видиме дали ќе биде. Значи, оставам една резерва тука. Има 4-5 аспекти, многу сериозни. Првиот, јас не знам дали во нивната програма со која ВМРО ДПМН на изборите се фалеше дека има 1350 или не знам колку проекти, они ги велат. Сега политиката во Македонија сведе на проекти. Не водиш политика, имаш проект. Јас тоа не го прифаќам така, но они така го нарекуваат. Од 1300 проекти не сум сигурен дека им беше најавена дека ќе ја задолжат државата за уште 1 милиарда. Победија ноќта во 24 резултатите беа, Мицковски тоа го најави утре дента во 18 часот. Значи он не почека ни 24 часа, во првото интервју рече имаме изненадување за гласачите, ќе земеме милиарда од европска држава. Во некои држави тоа се третира, во Европа, се третира како изборна измама и може да има и пријави за тоа. Имаме, понекогаш читаме во медиумите, дека некои политичари ветиле на некои граѓани нешто, не го реализирале и пријави им поднесуваат кривични за ме измамивте да ви го дадам гласот. Ова е изборна измама. Не кажувате во кампањата, имате 1300 мерки, дека ќе се задолжите за 1 милиарда, само што завршуваат изборите, викате ќе се задолжам за милиарда. Вториот аспект е дека 1 милиарда, според сегашната номинална вредност на БДП во Македонија од околу 14 милиарди евра е околу 6-7% од БДП. Тоа значи дека во моментот на повлекувањето на средствата, нашиот јавен долг од сегашните 60%, веднаш ќе оди на 66-7. А ВМРО вели че ќе го намали јавниот долг. Доколку парите се искористат за враќање на старите долгови, во ред, но тие тоа не го најавија така. Туку за потрошувачка, дали инвестициска, дали тековна, не знаеме. Тоа е втор проблем. Третиот проблем е што дури да ви го дадат со грејс период од 2 години и со 1,5%, што за денешни услови е ништо. Тој кредит ќе треба да се врати еден ден. Кога ќе треба да се врати, вие ќе се задолжите со нова милиарда за да ја вратите старата и тогаш ќе задолжите со 7-8% можеби. Како што сега кредитите што ги враќаме од пред 7 или еврообврзаници од 6 години наназад се издале со 2-3%, сега ќе ги издаваме со 6-7%, зашто е такви услови на пазарот. Ние долгот никогаш не го враќаме, него секогаш го рефинансираме со нови камати. И сето тоа прави. И конечно, зашто ќе се користи? Ако се користи за потрошувачка, мислам дека е голем проблем. Вклучувајќи и инвестициска потрошувачка. Дури и да речат, со тој ќе направиме еден нов автопат. Зар некој во Македонија? Јас гледам, дури и мои колеги професори сметаат дека ако се користи за продуктивни цели, ќе ја поттикне економијата и брзо ќе се враќаат парите. Тоа поттикнување и враќање не е толку брзо во јавниот сектор. Милиардата ќе си доспее за враќање, а автопатот и понатаму ќе создава трошоци за одржување, тој не ги враќа директно парите. За да тој предизвика раст на економијата, па фирмите, тоа се многу долгорочни замаглени процеси. Што значи дека тоа е шокантна најава во економската политика, дека 1 милиарда евра ќе се задолжите, 6-7% од БДП. Веќе 5-та година имаме висок буџетски дефицит и долгот е веќе над 60% или 8 милиарди евра. Како новата влада би требало да се справи со недомакинското трошење на нивните предходници? Овој долг стигна до границата каде што економската теорија и пракса смета дека секое зголемување нема да предизвика пропаст на државата, но ќе предизвика дополнителни сериозни буџетски трошоци за негово финансирање. Нашиот сега е околу 60%, тоа е, вие кажавте, околу 8 и нешто милиарди евра. Сега сметете ако го финансираме со 6% годишно. Мислам каматите на него да се 6% годишно. Во таа зона сме веќе влезени. Тоа се 480 милиони евра годишно само за камата. Ако е со 5%, тоа се 400 милиони. Секое негово зголемување ќе носи дополнителни каматни отплати, а 400 милиони се повеќе од
буџетот на Министерството за одбрана. Значи проблемот е на можноста да го отплатјате тој долг. Никој не го враќа долгот. Туку тој се намалува во бруто домашниот производ со побрз раст на економијата. Сега, ако економијата расте побрзо, а они го зголемат долгот по-споро, тој помалку ќе учествува во вкупната економија и ќе се отплаќа, ако не се зголемат повторно каматните стапки во светот и така натаму, релативно лесно. Но ако продолжи да се зголемува, ние ќе имаме потреба од намалување на јавната потрошувачка за други сфери за да го сфинансираме долгот. Приоритет број 1 на сите држави е враќање на надворешниот и внатрешниот долг. Приоритет пред исплата на било што. Зашто ако не го исплатите, вие сте во формална банкрот позиција, како што беше Грција пред 10 години. Што значи дека ќе треба да направат преструктурирање на потрошувачката. Од тековна кон друга. Дали ќе успеат? Јас не можам да предвидам сега. Но еден чекор што го видов е во обратна насока. Значи Македонија ќе има 20 министерства. Значи една македонска држава од милиарда, се извинувам, од 1.800.000 луѓе, до сега имаше 14-15, па отидоа на 16 со тој за политички систем ресори, новата влада најави 20 ресори, за кои апсолутно по мене нема никаква потреба, плюс ке има, значи, тоа е првата неефикасност што ја покажаа. Тоа е првиот и единствен чекор што до сега го превземаа. Следите тренинг соговорник во емисијата Никола Поповски, екс-министер за финансии, поранешен спикер на Собранието, еден од основачите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господин Поповски, на што се должи изборното фијаско што го доживеа Социјалдемократскиот сојуз? Ова е најголемиот пораз во историјата на партијата. Не само што Двоен пораз, парламентарни и председателски. Да, не само што е преголем во квантитативна смисла, во квалитативна смисла е понижувачки. Тоа е најболното. Вие да добиете, да речеме, во изборна единица 1, 3 пратеника. Да добиете во изборна единица 2, 2 пратеника. Тоа се лимити што ги поставуваат партии како Знам, Левица, како своји идеални лимити. Или добиете во изборна единица 5, 3 пратеника. Сите собрани тие заедно, претходно ги добивавме во една изборна единица. По 9, 10, 11. Ја не сум повикан за тоа да зборувам, не сум активен член на органите на партијата. Имам само членство. Но најсериозната причина по мене не се конкретни чекори што ги превзема, иако имам мислење за тоа. Најсериозната причина е што СДСМ во овие 5-6 години никогаш внатрешно не се прилагодуваше на опкружувањето и на себе си. Како што дојдоа на власт 2016, владата ја формираа 17, горе-доле не променети се и ден денес, не се прилагодија на новите услови и никогаш не анализираа од тоа што го прават, што е тоа што мора да го понесете на грб за доброто на државата и иднината, а не е добро, а што е тоа што не е добро и треба да го смените дека не е добро. Некојаш има чекори што знаете дека не се добри, но за иднината се добри. И велите, ќе го проголтам, ќе стиснам заби и раце, но во СДСМ имаше пропусти што не беа добри и кои не требаше да останат заради нешто друго, туку требаше веднаш да се сменат. Тие на тоа останаа резистентни. И првиот знак беше 2020 и локалните избори последните локални избори 21. СДСМ на последните локални избори 2021 изгуби катастрофално. Во Скопје, например, го доби само центар. И ги изгуби сите. Битола, Прилеп, да не ги набројуваме. Куманово, Штип, само Струмица ја доби така. Од големите градови зборуваме. Тие никогаш не седнаа сериозно да изанализираат зошто изгубивме. Си даде оставка председателот на партијата и на негово место стави друг председател. И се продолжи исто. Никогаш не седнаа да речат зошто изгубивме локални избори. И тој бран си продолжи, тие воопште не сватија што се случува, предпоставувам, и 24-та ги снајде истото, малце продлабочено, уште 3 години се зголемија причините.
Зошто не изанализираа? Треба да се прашаат самите себе, веројатно. Јас имам одговор за себе. Например, СДСМ му се случи корупција. Тоа и самите го зборат сега. Значи, СДСМ, помеѓу другото на власт дојде и со борбата против корупцијата, да не набројуваме сега, нели, што све ветуваше, но со тек на време корупцијата го зафати СДСМ и тие никогаш сериозно не седнаа да речат 21 изгубивме локални избори заради корупција во партијата и во државата, кои ние не се справивме со туѓата, а почнавме и со сопствена. Си продолжија како да не било. Повратниот удар е застрашувачки. Господин Поповски, Например, тие 21 изгубија заради договорот со Бугарија, локални избори. Никогаш не сватија дека тој договор, на начинот на кој тие го спроведуваа овие 3-4 години, само се продлабочи до 24-та. Тие никогаш не изанализираа, продолжија по инерција. Сега, тие го сменија името, но за тоа може да се најде оправдување, дека ги стиснаа забите, како што велите вие, да го изнесат заради НАТО, заради Европска уиднина, Европска унија и така натаму, заради безбедноста на државата. Но за овие другиве немаме реална причина и да не набројувам сега зошто тоа така се случи. Ако изанализираа, веројатно сериозно ќе најдеа причини. Тие не најдоа причини, продолжија по старо. Истото. Сега има 5 кандидати за председател, бираат нов. Брзаат во рок од 20 дена да изберат одма председател, без да направат повторно анализа зошто ги изгубили изборите 24 и 21. Сериозна, па да се изјасни членството, па да ги најдат причините, па да почнат со промена и на тие основи председател и други органи. Вака со брзање ми делува дека нема да ја оствара целта. Ние уште немаме анализа во јавноста и во партијата немаат зошто изборите се изгубени. Црвенковски во 2020 година го замрзна членството и тогаш го повика раководството да се огради од Заев по неговото интервју за бугарски БГНЕС. Заев возврати, Црвенковски е историја. Дали во партијата сега е на сцена битка помеѓу крилото на Заев и на Црвенковски? Споменавте, веќе познати се во јавноста кандидатите за иден лидер на партијата. Не верувам дека Црвенковски оперативно и дневно има интерес во СДСМ на начин на кој вие го поставивте прашањето. Тој го замрзна членството и замрзнувањето од 4-5 години колку поминаа веќе не е замрзнување, тоа е веќе добива трајна основа. Но мислам дека во СДСМ во моментов Црвенковски на страна, значи со ова го ставам, дека да има групации што имаат своји кандидати меѓу овие 5 кандидирани до сега. Господин Поповски, ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. И благодарам за поканата. Никола Поповски, екс-пратеник, поранешен спикер на Собранието, екс-министер за финанси. Кога човек пишува проза е апсолутен режисер. Оваа секвенца од интервју пред 2 години е практично слика на гостинот од Софија. Петар Денчев е прозеист, романописец, режисер на култни гледани драмски представи во неговата земја и соседството. Припаѓа на средната и творечка генерација, иако се уште нема и 40 години. Неговиот роман Малиот бог на земјотресот, што го издаде Антолог, развива дејство што испреплетува потрага по исчезнатата жена и распаднат брак. Промоцијата е направена во 3 македонски градови. Петар Денчев не така одамна твореше во книжевната резиденција во Скопје. Малиот бог на земјотресот е преведен од бугарски. Тоа е роман што ги растресува минатото и сегашноста, бара свој тук идентитет. Токму Петар Денчев, ексклузивно во ова издание на ТВ магазинот Трилинг.
и Бога и земетръса в книгата всъщност са метафори. Първо, Богът е Богът на страха, Богът на страха от промяната. Не случайно романът се отваря с цитат от Милорад Павич, който има пряко отношение към идеята за миналото и можем ли всъщност да живеем истински, когато нямаме идея за бъдещето. И заедно с това земетръса присъства с един свой реален образ. Това е земетръса на известното земетресение, когато половината град Скопие е разрушен. Този Бог всъщност е свързан с една притча за това, че най-устойчиви са не онези, които могат да бъдат категорични, а онези, които са най-пластични в живота. Фабулата е една брачна разделба. Потрагата по довчерашната, но изчезната сопруга го води главниот лик преку Софија, Белград, па се до Скопската чаршија. Дали приказната е слика за мрачни балкански коридори? Не е точно за мрачните, по-скоро за начина да търсим надежда. И тук Скопие присъства именно като град на солидарността след края на земетресението и начина, по който всъщност попада главният протагонист в Скопие, е именно опитвайки се да разбере и останало ли е нещо от тази солидарност преди повече от 50 години. Дали, колко денеска сме солидарни, меѓу себе си помагаме? Въпросът е много, много сложен, много комплициран, защото все повече изчезва емпатията в днешния живот, в междуличностните отношения. Отчуждението настъпва между хората най-вече през променената форма на комуникация, през дигиталното. И не съм сигурен дали въобще можем да говорим за солидарност в онзи смисъл. Някакси истинността на човешките взаимоотношения мисля, че е застрашена в днешния ден. Това се отнася и за по-големите общности. Македонската писателка Лидија Димковска во мојата емисија Трилинг ни кажа дека бугарски преведувач на нејзиниот роман од Софија често знаел да ја препраша за значењето на одредени македонски зборови. Дали сме ние близки народи, но различни јазици? Със сигурност сме близки и със сигурност двата езика се различават най-вече, защото когато имаме сходни думи, слични думи, има това, което се казва на английски false friends. В единия език нещата означават едно, в другия означават друго. Например, вредно на български означава нещо съвсем различно от това на македонски. Противоположното. Така че, ако човек не познава културния контекст, не познава всъщност духа на езика, би могъл да се заблуди много. И то в много прости неща. Зошто помеѓу двата народи, двете држави, наместо да живееме едни покрај други, се уште живееме едни спроти други? Се уште како да постојат одредени предрасуди? Аз мисля, че това има своите исторически корени в миналото, най-вече заради предишни идеологически ситуации, които са съществували. Аз лично не съм изпитвал на своя гръб никакви предразсъдъци в Македония, нито моите приятели в България. Обратното, самия факт, че
Този роман е публикуван в Скопие, че аз съм бил тук на резиденция, че имам толкова приятели и почитатели, които искат да прочетат тази книга, показва обратното. Во еден ваш статус, Facebook статус, ке напишете: спорот со суверена, признаена држава е целосно бесплоден, бејќи таа има право врз основа на нејзиното признавање да го нарекува својот јазик како што сака. Така. И продължавам да мисля така. Зошто и во 21-виот век се уште имаме низа на недоразбирање и оспорувања? Сега не съм... Аз мисля, че всеки може да има право на собственото си самоопределение. Аз не мога да отговоря на лингвистичните аргументи, защото не съм лингвист, ако има такива. А също така не мога да отговоря и на политическите, как да кажа, в политически контекст, защото аз се интересувам от политиката, доколко тя се занимава с мен, а не аз с нея. В този смисъл, практически трябва на вашия въпрос да отговорят лингвисти и политици от България. Сосем е очигледно дека вие, писателите, пред се ги разбивате тие недоразбирања со фактот што и македонски книги се преведуваат на бугарски јазик, а во исто време имаме бугарски дела кои се преведуваат на македонски, што е случај, например, и со вашите книги. Дали науката може да биде логистиката, која може да помогне во разбивањето на тие спорни јазично-идентитетски недоразбирања? Не само науката, а по-скоро изкуството, уметността. Мисля, че има най-главната функция за това, защото всъщност по този начин можем да градим общи наративи заедно. Тоест, когато ние четем македонски автори в България и ние можем да се асоциираме с проблемите на хората, които живеят тук и сега, да кажем, като генерации, като генерално екзистенциално положение. И когато това може реципрочно да се случва в културната среда в Македония, имаме поток, флуидност на движението. Значи, иначе, как да кажа, аз мисля, че във всеки случай ние вече сме ги разбили тези стени. Еден од најплодните и афирмирани писатели во Европа, Георги Господинов, кој беше мој соговорник во Тринг, на промоцијата, меѓу другото, и во интервјуто спомена: минатото е добро кога некој ќе влезе во него, но и ќе излезе, без да ја заклучува вратата. Човек има потреба од минатото, кога сегашноста е алармантна, а иднината уште понеизвестна. Добро, Георги Господинов има своето отношение към миналото, което е доста, как кажа, по-сложно от, да кажем, както седят нещата в моя роман. Аз мисля, че ние имаме потребност от миналото, за да знаем първо дали можем да бъдем тук и сега като индивидуалности. Другият проблем обаче когато всъщност миналото заеме мястото на бъдещето и стане дефицит изведнъж бъдещето. И за това, как кажа, спекулирането с това какво е минало и какво е бъдеще е ключен въпрос за това как трябва да функционираме и как трябва да функционираме спокойно и мирно. Колку Балканот, иако е географски дел од Европа, но колку Балканот генерално е европеизиран?
Аз мисля, че тук нямаме никакви съмнения. Не можем въобще да се съмняваме, че Балканите са Европа и че Балканите са част от европейската цивилизация. Мисля, че ние не би трябвало да имаме каквито и да е комплекси, независимо от географското си положение или националната си принадлежност. Ние принадлежим към една и съща цивилизация с всички народи, които живеят в Средна или Западна Европа, в Северна Европа. Мисля, че така наречената балканизация, в крайна сметка, като в нейната негативна конотация, е нещо, което вече е преживяно, вече е остаряло. Самият аз с своите книги, пътувайки в различни балкански страни, наши съседи, мога да видя всъщност как ние дълбоко си приличаме, но си приличаме именно в този цивилизационен план, разликите всъщност ни правят разнообразни, всъщност те ни правят онова, заради което си заслужава да се живее. Дали страхувате от растечкиот национален екстремизам? Во Европа? Да. Да. Па и кај нас се разбира. Да. Во регионот говори. Да. На што се должи тоа? Кој го потикнува? Аз мисля, че ръста на острия национализъм е свързан с въпроса какво правим със своя страх и със своята несигурност. И когато нещата опират до някаква крайна форма, до радикализъм, тогава обикновено означава, че ние много се страхуваме. Че ние се страхуваме, че утре може да ни няма, че утре няма да знаем кои сме, че има някаква невидима заплаха. Моят роман се отваря с цитата от Милорад Павич, че всъщност единственият път към истинското бъдеще е да вървим по посоката на своя страх. И всъщност Милорад Павич ни казва точно това. Ние можем да бъдем креативни, можем да измисляме свят, можем да се свързваме с другите, само когато побеждаваме страха в себе си. Там, където страха е най-голям, където всъщност ние се страхуваме, че ще бъдем неразбрани, там, където ще видим, че може да не ни приемат, всъщност трябва да видим дали този страх е реален или имагинерен. И можем ли всъщност да намерим път именно през побеждаването на страха? Така, например, всеки се страхува от непознатото, когато всъщност човек върви по посока на непознатото, тогава какво става? Всъщност той малко по малко започва да преодолява фрустрацията, когато опознава непознатото, когато го прегръща, и тогава човек може да реши дали то е добро или лошо. В този смисъл колективните страхове, които са и част от въпроса за идентичността, могат да бъдат преодолявани само чрез смело отваряне на очите. Господин Денчев, во текот на разговорот споменавте дека не може да бегаме од минатото, но колку ние сме гледаме кон иднината или сме премногу оптоварени со историјата? Това вече е индивидуално. Аз мисля, поне на индивидуално ниво зависи от начина на функциониране на индивида, на личността в обществото. Аз, например, винаги съм се възхищавал на модернистите в литературата най-вече, как винаги са искали да скъсат с традицията, да кажат всичко, което беше досега, трябва да бъде претворено в нов свят. Разбира се, модернистите също са били радикални. Старите хора обикновено казват, когато има две крайности, нали? Когато има две крайности, обикновено нито едната не е вярна. Винаги
синтеза между нещата е този, който всъщност ни показва правия път. Благодарам за издвоеното време и за интервјуто. И аз благодаря. Следете уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Ви благодарам на вниманието и се гледаме за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути, а до тогаш читајте на trilling.mk.